Без да ја нарушам тајноста на кривичната постапка, бидејќи се работи за постапка во која учесник е дете, можам да соопштам дека основното обвинителство Велес против конкретен сторител води постапка, а додека во основното јавно обвинителство в Скопје за истиот случај нема поднесено кривични пријави, има поднесено само службени белешки за одредени настани по кои обвинителството побарало одредени информации од Министерството за внатрешни работи и други надлежни органи. Во овие службени известувања нема посочено конкретни сторители на кривични дела и според тоа водена е само постапка за утврдување на сторителот на кривичните дела и досега ние немаме повратни информации за тие настани кој ги сторил тие кривични дела. Точно е дека во основното обвинителство Скопје врз основа на кривична пријава од родителите на детето е била поднесена. Основното обвинителство Скопје донело решение кое што се уште не е правосилно. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот или има дополнително прашање? Ако речем дека сум задоволна од одговорот, тоа ќе значи дека сум задоволна од постапувањето на основното јавно обвинителство, значи не сум задоволна од одговорот. Имам дополнително прашање. Меѓутоа, пред да стигнам до дополнителното прашање, значи на 29.9.2017 година, установата го известила ОЈО, односно му испратила на ОЈО службена документација, односно предметов. Кривичната пријава која што ја поднела адвокатка во име на родителите се однесува против домот и против вработени поради негрижа. Меѓутоа, вие можете да постапувате, односно обвинителите можеле да постапуваат и екс официо по службена должност. Против ЕНН сторител, значи службени белешки не биле доволни за овој предмет да се покрене обвинение и детето било пуштено од шелтер центар, откако претходно имало индиции дека била жртва на трговија со луѓе, поради непокренување на обвинение на основното јавно обвинителство. Какви службени белешки? Па по службена должност може да постапуваат обвинителите. Дополнителното моje прашање е, уште колку вакви случаи, бидејќи народниот правобранител вели, детскиот народен правобранител, во една ТВ емисија рече дека во 2015 година имало постапување по однос на две сестри. Исто така во претходни увиди од страна на народниот правобранител во домовите, констатирано е 90% дека од децата исчезнуваат, односно бегаат од домовите. Моето дополнително прашање е, уште колку вакви случаи во јавното обвинителство стојат во фиока? И дали треба ние да чекаме сите? Јавноста, родителите на тие деца, самите деца, институциите, да излегуваат вакви случаи во медиуми, деца да апортираат да бидат жртви на сексуално злоставување? Еве, за обвинителите, ова бидејќи јавноста има интерес, за обвинителите да ги подсетиме дека на 22 декември 2017 година ова собрание ратификуваше Истанбулската конвенција за спречување на вакво насилство. И таа е веќе дел од домашниот правен систем. Не вели таму исклучено е основното јавно обвинителство и судовите во постапување. Таму вели сите без непотребно одлагање да спречат насилство. Се надевам дека ќе добиам одговор без да навлегувам, значи не навлегувам, знам дека предистражните постапки се тајни. Бројката. Колку вакви предмети стојат во фиока? За колку уште вакви деца ќе слушаме на медиуми и кога државата ќе почне да функционира како едно кога е старател на деца? Благодарам. Јавниот обвинител на дополнително прашање. Прашањето беше
зашто не е покренато обвинение или не е отворена истрага. И јас во тој контекст зборувам дека обвинителството не може да води истрага, не може да покренува обвинение против еден лица. И затоа спомнав дека обвинителството врз основа на овие службени известувања побарало одредени податоци, одредени околности од Министерството за внатрешни работи и утврдување на идентитетот на сторителот на кривичното дело. Ние кога имаме идентитетот на сторителот на кривичното дело, ќе отвориме и истрага, се разбира доколку фактите упатуваат на тоа или зависно од истрагата натаму ќе се процесуира постапката. Мислам дека кај обвинителите предмети што се држат во ФИОКа нема. Или ако има, тие обвинители што постапуваат така ќе сносат соодветно одговорност. Благодарам.